Војничките униформи ги заменија со одела и кравати, ги спуштија пушките, ги фатија фотелите и нема сила која ќе ги натера да ги напуштат. Ова накратко е приказната за ДУИ, партијата која се формираше во 2002 по воениот конфликт година порано. Со мала пауза од 2 години партијата на Али Ахмети повеќе од 2 децении во власта, а последниве години стана и клучен фактор според многумина, дури и главна во власта. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. А растот на ДУИ започна веднаш по нејзиното формирање по изборите во 2002. Ахмети коалицираше со Бранко Црвенковски, па командантите од УЧК станаа пратеници, директори, министри. Со текот на годините интегративците добија речиси се што посакаа. Еден од тие примери е законот за територијална поделба кој предизвика гнев кај македонците во Струга и резултираше со големи протести. Јас го ранам, јас сум приватник, ја го ранам. За да може оние да ме тепат. Покрај функциите и власта, ДУИ стане недопирлива за правосудните органи. За нив едноставно законот како да не важи. Еден од ретките кој доби пресуди, тоа само условна, беше сегашниот прв вице-премиер Артан Груби, бидејќи беше еден од главните организатори на инцидентите на Скопското кале во 2011 година, пошто почна неговиот пат кон политичките височини. Генерациите се сменија, најголем дел од сегашните функционери на ДУИ не се веќе оние кои војуваа во 2001. Новите лица на Ахмети сега ги држат клучните позиции во државата. Во време на и повеќе од проблематични преговори со Бугарија, со Министерството за надворешни работи раководи Бујар Османи. Парите се во рацете на министерот за финансии Фатмир Бесими и првиот човек во економија Крешник Бектеши. За Артан Груби беше измислена и нова позиција, прв вице-премиер, а една од најголемите победи на ДУИ што го добија и нивното последно барање за премиер албанец, кој на функцијата ќе биде во последните 100 дена од оваа влада. Со задоволство би сакал да информирам за постигнатиот договор, коалицијски договор помеѓу Демократската унија за интеграција и коалицијата Можеме, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со победата на ВМРО ДПМН во 2006 ДУИ кратко само 2 години замена во опозиција, но сепак на предвремените парламентарни избори во 2008 година повторно се вратија на власт. До сега ДУИ важеше за најхармонична партија кога внатре-партиските прашања се на дневен ред, но и тоа го снема. Изет Меджити ја напушти партијата и формираше ново политичко движење,